Предстојат лоши времења за Обединетите нации, откако САД најавија дека се повлекуваат од меѓународните обврски, вклучително и членството во Светската здравствена организација. Тоа беше 18% од буџетот во 2023. Како што реков, САД се најголемиот поединечен донатор. Од неговиот прв ден на функцијата, председателот Доналд Трамп потпиша различни извршни наредби, вклучително и онаа за повлекување на САД од Парискиот договор на Обединетите нации, меѓународен договор за климата. САД нема да ги саботираат нашите собствени индустрии додека Кина загадува и поминува неказнато. САД се најголемиот светски производител на фосилни горива кои предизвикуваат глобално затоплување, но тие се исто така и најголемиот финансиски придонесувач на Обединетите нации. На сослушувањето за потврда во Сенатот, кандидатката на Трамп за амбасадорка на Обединетите нации, Ели Стефаник, рече дека Агенцијата за деца на УНИЦЕФ и Светската програма за храна се ефективни агенции на Обединетите нации, но сепак ќе се скратат финансирањата на другите, вклучително и агенцијата која им помага на палестинските бегалци. Нашите даночни пари не треба да бидат користени за поддржување ентитети кои се спротивни на американските интереси, антисемитски или вклучени во измама, корупција или тероризам. Кога Трамп го намали финансирањето на многу агенции на Обединетите нации во 2017 година, за време на неговиот прв мандат, земјите од Европската унија финансиски се засилија, но сега тие се фокусирани на трошоците за одбрана за да и помогна на Украина да возврати против руската инвазија, делумно поради скептицизмот на Трамп кон помошта за Киев. Сега кога новата администрација во САД ја презеде функцијата за европејците, за нашите две земји Франција и Германија, е поважно од кога било да ја одиграат својата целосна улога во консолидирањето на обидената, силна, суверена Европа. Во меѓувреме, Кина веројатно нема да го прошири своето финансирање на Обединетите нации. Кинеските функционери се исто така реални дека нивната земја се соочува со некои економски спротивставени правци, дека немаат многу резервни пари за фрвање. Значи, се плашам дека не постои очигледен алтернативен финансиер на кој Обединетите нации треба да се обратат. Ова е втор пат Трамп да ги повлече САД од Паришкиот договор од 2015 година, кој има за цел да го задржи глобалното затоплување под 2 целзиусови степени со намалување на емисиите на јаглерод, што ја затоплуваат планетата. Наследникот на Трамп во 2021 година, председателот Џо Бајден, ги натера САД повторно да се приклучат на договорот од Париз од неговиот прв ден на функцијата. Аналитичарите пак велат дека промената на позициите на САД може да ги натераат другите земји да ги сватат своите обврски за климата помалку сериозни. Ако имаме помало намалување на емисиите во Кина или помало намалување на емисиите во другите земји во светот, тие земји со тоа што не ги намалуваат емисиите, делумно што се одразува и на примерот на САД, ќе создадат штети што ќе влијаат на американската економија. Штетите се глобални. Климатските активисти протестираа против одлуката на Трамп. Откако повлекувањето ќе стапи на сила следната година, САД им се придружуваат на Иран, Либија и Јемен, како единствени земји на Обединетите нации кои не се дел од климатскиот договор.